Почитувани граѓани, хипокризијата, лицемерието и политиканството на СДСМ најдобро се огледува од говорот на колешката Лидија Димова. Мене лично не ме изненадува, мислам дека не ве изненадува, почитувани колеги, и вас, не ги изненадува и граѓаните. Добро е што не скокнавте врз нешто тука од говорницата, континуирано навредувате одредени целни групи. Во овој случај ги навредивте 100 најдобри студенти, ги нарековте книжни молци. Од една страна, постојано велите дека младите треба да бидат вработени, дека вие како опозиција се грижите за иселувањето на младите, и сега доаѓа пред вас, доаѓа закон за вработување на 100 најдобри студенти во државата и господјата Лидија Димова вели не, тие не може да се вработат, затоа што за СДСМ тие се книжни молци. Замислете, која е таа хипокризија? Понатаму, кажа добро и господјата Солза Грчева, дилемата ви е зошто ова вработување на младите студенти ќе оди преку Министерството за информатичко општество. Колешке Димова, елементарно непознавање од ваша страна, мене лично ме изненадува затоа што сте 2 години пратеник, добро, една година нели не бевте, а зимавте плата, таа не ја рачунаме, матрицата ја немате сменето, вие имате НВО матрица, може би и затоа Зоран Заев рекол дека сте најдобар пратеник од опозицијата, од редовите на опозицијата. Да, Зоран Заев рекол дека затоа и го земале пикапот го возеше прво една друга колешка, но веднаш утредента и е даден на Лидија Димова. Согласно политиките, нели? Е сега, колешке, пратеник сте, и не треба така да размислувате. Овој закон исклучиво оди под ингеренции на Министерството за информатичко општество. И јас се надевам дека во контрарепликата ќе им се извините на 100 најдобри студенти, не се тие книжни молци, не се, и тие нема да бидат административци, јавна институција. Не знам дали знаете што значи јавна институција. Тоа во ИПАР проектите го нема. Тоа е системско решение во нашето домашно, автохтоно законодавство, но вие со тоа не се занимавате. Предпоставувам, ИПАР фондовите ви се топ тема. Така?